селата во Македонија не донесе овдека во Кривополанечко, поточно речено во општината Ранковци. Овдека во општина се наоѓа неколку села, меѓу кои Милутинце, Баратлија, Петралица и други села кои што се овдека во непосредна близина. Ете со мој снимател со Лука ќе се обидиме да ги посетиме овие села, да видиме како живеат селаните и како изгледаат овие села денеска. Добар ден, Стрико! Арен! Добро, Арен. Дружио! Здраво. Арен си ми? Добро бе. Шо преш иначе вака? Еве, стотичко нешто. Така. Едно кравче, 5-6 козичке, тој па. Так. Тоа. Со кого си овдека, со кој луѓе овој ги пасиш стокава? Па е комшии тука. Кој ти се комши? Па, Трајан се вика, тој е оној нејалко. Така. Тие, Ајде да поеме заедно овој докај ќе може, ај иди со мен, дојди. нема проблем. Добар ден. Дружио. Арен си ми? Така. Ој е така, ој на тому. Здраво, Стрико. Арен си ми? Добро да се така. Слушај, се рицате се слушате вака? Па слушамо се, мора да се слушамо, за да комшије сме едно, пријатели, натама, он ќе дојде куде мене на кафе, ќе пиемо се бале, па јутре па ќе идемо куде njega. Так. И се договоримо у колко сати ги пуштиме стоката Так. на сабале, тако си попиемо кафе и договор си направимо. Ај ги терамо натам, ќе ги терамо натам. Данас ќе ни текнало, ќе идемо намо, ќе ги пасемо Так. и тако е. Од кое село сте иначе вака? Ние сме потекло од село Опила. Опила? Да, тамо немамоше воду, немамоше прво пут, стоку не може да зачувамо. Овдека се основамо на стоку, имамо... Уранковце има. Не сме најнајсас и овдека с воду, много. Една чешма имамо овде горе позади нас. И туј, ако напоимо стоку, диме тамо наш и он е опилјанац, Така. зачувал и он стоку човекот. Ако не претече, ќе напои стоку он. Ако ми njega претечем, ми ќе напоимо стоку. Не е нај да смо с воду мислимо. Така, ова да ми кажеш. Овдека, еве, другар ти твој ни кажа дека пасел 2-3 крави. Ти шо пасиш денеска? Па ја имам 4 добитка имам и 4 козе чувам. Так. Да, Так. мое, собствено сме. Те ризате слушаат? Па мора да слуша. Мора, а? Мора да слуша, ако не слуша, нема да му дадемо Вака овој кој ќе се видите сите тројца, шо си мометите вака? Па, зборимо се мобет, свашто зборимо натамо, намо. Да пројде време. Да пројде време. Шо години имаш вака? Па имам 65 години јас. Те служи здравјето? Па, средно тако иде. Так. Пензичка, земаш нешто? Зимам нешто пензичка, ама пензичка ко пензичка, слава пензичка. Так. Шо зимамо, 500 банки, тоа е тоа. Што те наведе да пасиш ти денеска кози или овце или крави? И па што да правимо? Старост, не може да прекарамо така, да се седимо џабе. Морамо да прошетамо, да се превретееме малце. Има ли живеачка вака, шо велиш? Абе, живеачката се знае колко е, нели? Све е скапо, Така. сиромаштија. Ако не сме ние старите, младите, ќе капитулират. Тич нема. Нема тич. Од нашата пензичка двојма од душа да дадеме на младите. Ова да ја прашам сите тројца вака. Кој живот беше поарен? Животот кој бевте на моја возраст или сегашниот? Па види што сакаме да ти кажеме како прво, ја сам бил и у сточарство сам израснал, мислим, како у земјоделие. Овдека што смо ние, они не се работили, они граѓани не се работили толку. Еве ја како прво сам бил у земјоделие 20 години. Што гледаш овдека? Овдека имало овце, може да ти кажу и лјадници. А ние сме работили у воштарство. За да окроиш дрво, да го спремиш на танам, овдека раниште имало на тај крај, па на оној крај раниште и било. На бичката ти е жива? Жива ми е. Те слуша? Па мора да слушам и она, мене и ја њум. А твојата? Па исто така. Така, од кај ти е бабичката твоја? Од Тошница. И како е се на времето со свадба или со бегалка?
Бегалка. Бегалка, намерак, а? Намера. А Она ваша си сакаше. Па и нашата така е. Така, Така е, бегалка. Кај ви се наоѓаат челата, децата? Кај ви се овај? Тука се или? Па, деца са ни Без работа, прифат. без работа, Кај некој најде е тај припатно, таму некој работи. натам, Што да и прави? како е. Добар ден, домаќине. А или е работа домаќине? Sa sreću neka je. Што ќе биде ова? Ovo će bide kuća. Куќа, а? Kuća За кого дека се направиш ова? za Igora. За Игора? Za Igora. А, така. Ова да ми кажеш, како си ви начален, добар? Dobro da rećemo me. Spodajemo na gospoda. Dobro je. Так, те служи ли здравието? Slušame, dobro je. Так, а овие што се овдека, што ова Работници, работници, Те работници. слушате. Slušame, dobro. Так. Dobro me Што sluša. има ново во село? Pa nema ništa, evo сега моментално туrijani, сега улични светла, одека ставија, еве, тек на годину тут туrijani, улични светла, сега добро е, сега добро е, пут имамо, добро е, сега добро е. Колку куќи има село овака? Па има, да не ти тлачу срамота, али едно 50 куќи ќе има. Има. Ќе има. Отприлike вака едно колку души се по село се. А има народ пуно. Има. Има. Па да чукне да тупан, има да се собере знаеш колку 200 души нагоре. да, Има народ, има. Одека за лошо зарно кој ти се комши? Па и за лоши заедно свет, како да ти кажам? Цело село, а? Цело село, Тоа што е на овој мајсторе? кажи. Вика старите, на мобето нема крај, така? Да. Одека си платен како мајстор да ја направиш куќава. Еве Да. темеливе. Не, помагам. Така. Помагам. Така. За кај си е работава, кој ќе овој? Па кој ќе дојме следниот пат? Во село во Коњук, да Ако. видиме во ова куќа да биде покриена. И Игор беше тој што треба да Игор, да. Биди ми поздравен. Ајде, се најубаво. све Поздрави најубаво. пријатно. Ајде да смо живи и здрави. Вие помагајте, фаќете се за работа, така? Ајде. Така. Одлично. Те. Пред 5 години морав да го поминам овој стар мост на реката Крива река, за да дојдам во селото Опила. После 5 години дојдов во ова село да го видам како живее. Меѓутоа сум пријатно изненаден од овој нов мост што е пред известно време изграден. Ќе одам во селото да го посетам и да видам како се живее. Добар ден. Добар ден. Така. Кај му е трнавте сега? Па до пазар да одиме. Така. Да пазариме нешто. Кај имате пазар? Каде е тоа? Село Ранков. Село Ранковче, а? Да. Значи секој вторник е пазарен ден. Секој ден. Така, и дотаму овој што ќе одите? Па натаму ќе одиме полека пешки се разодиме, а навака со такси. Така, колку е далеко одавде? Па има едно 5 километри. И за колку време таму ќе стасаш? Па едно 20 минути. пола Како сат. одиш? Зависи како одим, ми е старачки пола сат. Но, ти, Арен, Шудюр на Бога спалай. кај беше, од кај си идиш? От пазар. Од пазар? Ага. И пазар денеска нешто? Како не? Кај беше на пазар? Ранговц. Како беше пазарот денеска? Имаше вака пазарджи? Имаш. Како да цени вака? Па, како да ти кажу, средно. Аха. Средно. Ни многу скупо, ни многу ефтино. Што имаше вака да се купи на пазарот? Па, мислим, има... И прасиња имаше, и стока имаше, и јабука, крушка, што ти ја знамо.
Sve имаше, банане, sve. Како да е прасината, бананите, кромичето, арпаджикот, вака? Арпаджиката одеше 140 динара. Така? Да. Додека кромидот? А? Кромидот? Па кромидот е 20 динара ли, така ли? А прасината по колко да е? Прасињата по 12, по 15, тако. И купи нешто, како ти се бенди се? Ама не, ја за тоа не сам купија, само гледаше. Аха. Гледаше како иде цена, како. Так. И како одеш вака скапо или ефтино, шо велиш? Абе слушај, како да ти кажу, за некога може да е и скапо, за некоја па и ефтино, и тој се зависи кој како си има пари. Так. Шо пари денес да речеме понесе од дома и шо пари потроши и колку пари си врати? Ја? А? Па поресо 200.000 дарки. И речи си, sve ги потроши. Так. Ќе садиш нешто? Па сега го мислимо још неколку дана, да само малку мокро е времето, Так. да садимо овоз. Што ќе ора земјава? Има трактор. Твој имаш? Па речи си наше с брата ми заеднички. Аха. Да. Так. И што има вака ново во село? Па како да ти кажу, село како село. Па е добро, нема ништо друго, но све си е што викат. Колку куќи има село вака, колку жители има селово, колку мала има? Па село има 25 куќи. Аха. Оно беше поголемо, ама и сели се народ. Си отиде. Кај замина луѓето? Па едни по Скопје, едни по Куманово и така. Ти работеше некаде државно порано? Работеше. Каде? У Паланкак. У Палагони. Во Пелагонија. Колку години помина таму? По 5-16 години. И сега си под пенсија, а? Да. Бабичката ти е жива? Жива. Те слуша? Па слуша. Од кај ти е вака земена? Од кај ти е земена? Од Срцин. Од Страцин? Да. Пред колку години вака 43 години. 43 години? Да. И како е терата работава вака едно? Па, што викат како све добро. Так, кој му е летна слава на селово? Свети Илија. А твоја куќна? Моја куќна е Свети Ранѓе. Свети Арангела? Добро, Срико, како те беше името? Митишки Стојба. Добро, Стојбене, бркај си е работата. Сега, значи, за Одрино дом право нагоре, така? За село Одрино. Одрено. Тука се проводи натамо и право натамо. Так, ајде, били поздравен, ајде, цено идите се здраво. Ајде, ќе ме знаем. Nemi kumulator fali, je kako? А Илија работа домаќине? Hvala, živi, zdravi, veseli, pravi da. Исто и ти да си ми здрави жив. Денеска што поработуваш? Абе, spremam tu i, pošto kompiri ne беше izvadio, pa da izvadim kompirčinja malko i spremam pšenicu da sejem. Так. Колку компири ќе извадиш отприлика? Kompiri su izvadi nego što su ostanali. Так. Što se ostane ti je da ne skape u zemlju, da gi soberem. Колку посе пшеница есенва? Pa imam posejeno 4 hektara pšenica i 4 jašme. Za ove sejem po 5 hektara 6, pošto imam negde 600 komada ovci. Работим со земјоделие, со сточарство. Тоа е. Колку имаш твоја земја сена севака? Ја моја земја има малко, негде 4 хектара. Така? Ама работим на комши. Така? Ги плаќам на луѓето. Колку декар вака кили им плаќаш? Од декар ги плаќам 30 кила на декар. Так. 30 кила на декар се плаќа, на секој декар 30 кила.
Što vi kad stanite, za da rodi zemljata mora da se ora, mora da ima mehanizacija, така? Vidite, еве точно што го имаш ти, у годинama kad je staro. Моето тракторче, ќе ти кажам поштено, тоа е негде 78 година. 78 година е купено и се така, а денес, а утре да купим, не стиза, пари нема. Кај се работава, земјишниот тракторот, оди и тоа се времево е убаво. Вики си зорено. Ако можете, еве ја куќата моја тука, еве ја стадото моје тука, шталите, изволете кога можете. Да прошетаме ни село и ќе наминиме. Наминете. Така, ајде, ја ве поздравljam. Ајде, поздрав. Ајде, пријатно. Идете поздравили. Работам kao stočar, farmer, imam 400 ovci. Karakteristika mi je što u momentu možem da se pohvalim deka imam 50 jagnjenja, a očekujem što 50 popatna, dobijeni popatna sinhronizacija. Ova go работам sam i za mene za svega je uspešno. Ова што сум го постигнал со 10 прста. Кога почна? Пред колку години? Како почна? Пред 7 години, 7-8 години, почнам со 30 овци, сега имам 400. Планот ми е да идем до 2000, меѓутоа зависи од државата. Волјата ми е посилна од било што друго и мора да успеам. Овие 400 овци, рече дека очекуваш некаде околу 100 јагнине. Очекувам, ова е синхронизација, се вика усмерено производство. Ова производство е за нова година. Тогаш се најскапи јагнињата. Па видите што, ги гледате ова мрежа, гледате ова. Овие бали исто ги гледате ова. Јас све сум испланирал, све имам испланирано на начин, каков начин. Ќе ги затворам овците овде у круга, ќе ги заштитам на некој начин од волците и ќе идем ке орем. Но ќе орем, ама успевам. Тоа е она што ви кажувам на вас дека немам поддршка од било кој од гледа, сакам да постигнам резултати кои никој не може да ги постигне, фактички сам. Сакам уште нешто да ви кажам. Ако работи секој како ја што работи, ние ќе ја поминеме и Швајцарија, и Кина, ако има 30%. Ја имам 40% напредок годишен. Ја. Од прошла година до сега 40% планирам производството да ми биде зголемено.
Може ли да се живее од сточарството, од овците? Во една приградска населба, како што е Опила, во една приградска општина како што е Ранковци. А веќе ви кажам, може да живее не една фамилија, него повеќе фамилije од овци. Може да биде ова репроцента. Знаете колку ридови има овдека? Еден рид за 30 години може милиони евра да донесе. Ама никој не ставлja прсот овде да размисли дека тоа е изводливо. Ако се огради ова место од 100 хектара, 2000 овци ставите на него, 100.000 евра ќе имам секоја година државен прилив. Па јагнево, ја не може да, вие дали сте свесни дека немамо ми толку јагне колку што јас сам можам, Македонија, сам колку целото јагне ќе го продам. Нарочито сега за нова година. 200 денара, па кај го има тоа? Меѓутоа, еве, наоѓам начин. Синхронизација, не тражим доктор, сам работим. 2 вида на хормони убацуjem на овците во размак од 12 дена, тоа никој не го работи. Ја го работим сам. И не се плашим. Еве, резултатите ги гледате 100. Планирам дека најмалку 100 јагниња ќе имам. 7.000 евра ќе имам прилив. 7.000 евра ќе ми даде државата, 14. Па кажете ми, без другото производство да го споминјам, кажете ми кој у државата може 1000 или 2000 евра сам со 10 прста да направи. Идат у Мексико, идат у Дубај, идат у Црна Гора, писмените ги праќат таму, неписмените тука. Гледате што прават. Какви се акции преземат. Ако некој се огледа на мене и појде по мојот пут, најверојатно ми немамо потребу ни имиња да менјамо, немамо ништо, зашто зависни сме ми од све овој, зашто смо голи. Туку вика вака, на мобета нема крај. Еве овдека тука и твојот дедо ти помагат при јагнените на овците. Оди, бркај си работава и се јагнат, машала овците, да и се здрави живи овците и јагнината. Да идеме се пак. И ти да си жив. Да си здрави жив. Ама и Македонија да е жив. Да ни е здрава и живе на сите. Така, ајде, поздрав, па ќе се видиме живото добро. Ајде, поздрав. Така.